Јас лично мислам дека тоа во случајот сега нема никаква логика, затоа што ние во приватно здравство имаме такви добри услови и такви добри примања, дека би било тотален нонсенс да се вратиме назад во јавното здравство. Плюс тоа, организацијата во приватно здравство не може да се упоредува со организација во јавното здравство. Нашата организација е толку добра, овдека организирана, толку добро функционира на високо ниво, така да не гледам никаков разлог да човек да се врати назад во јавното здравство. Па ги гледам ако во новини, во вести, што се реформи во јавното здравство. И јас повторувам, нема никаква логика да ние се враќаме назад во јавното здравство. Мислам дека некои новини не се ни така лоши, например наградување по учинок, тоа мислам одавна се збореше во јавното здравство, не е ништо ново тоа и апсолутно треба да се спроведе според мене. Ама да нас не прилича да се враќаме назад во јавното здравство, мислам тоа е тотален нонсенс. Апсолутно не е ништо сменето. Мислам дека условите се понатаму лоши и покрај тоа што е купена скапа опрема, неверојатно скапа опрема, меѓутоа мислам дека условите не се воопшто подобрени. Односите меѓу луѓето, односно меѓу кадрот и меѓу персоналот не е никако подобрен. Дури поради она што јас го знам, дека дури мислам дека е влошен. И мислам дека нема ништо зашто би човек да се вратил назад во јавното здравство. Значи, промените во смисол на дрес код, не знам, шалтерски систем, тоа електронска картица, тоа е општо нека периферна промена. Тоа не е суштинска промена во здравството. На здравството му треба една суштинска промена, му треба исто така поискусни луѓе, веројатно му треба исто така многу поискусен кадар, за да може нешто да се тргне понатаму напред. Со овакви периферни промени ништо не може да се направи во здравството за да биде нешто подобро. За да луѓето се вратат назад во јавното здравство, значи прво мора да се обезбеди, ви кажав преска, може да се обезбеди добра организација, добри односи меѓучовечки, добри плати во секој случај. Дури после може да се размислува, значи добрата опрема доаѓа тек по 4-то место, не 5-то место, значи дури после може да се разговара за враќање назад. Второ, puno луѓе исто така бегаат не само во приватно, го бегаат и надвор во странство, што уште е потрагично за Македонија, така да тешко дека ќе може да се направи нешто повеќе во сегашниот момент да се вратат луѓето назад во јавното здравство. Па нашите колеги, како што јас знам, дека никој не е расположен, не сме разговарали општо да се врати некој јавното здравство. Барем во нашата болница, не знам во другите болници или во другите установи.